Здраво на сите и добро дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за романот Понекогаш се враќаат од Димитрije Дурацовски. Ова е роман кој што излезе пред 2-3 недели во издание на Арсламина и како некој што го сака творештвото и пишувањето и стилот на Дурацовски, неговите книги, веднаш го купив овој роман, го прочитав за неколку дена и се погоди да барем последната четвртина и самиот крај ги прочитам во Струга, место каде што Дурацовски живее, кој што неодвоиво е клучно за неговата приказна, неговото творештво, место кое што ми е многу драго. Значи, на некој начин ова не е класичен роман, затоа што може да се нарече и автобиографски роман, значи лични записи. Меѓутоа, од друга страна е многу повеќе од роман. Има тежина која што барем јас ја препознавам и функционира на неколку нивоа, има неколку димензии кои што би сакал да спомнам нешто, како јас ја доживеав оваа книга, овој роман, затоа што за мене пред се ова не е читање на приказна, колку што е доживување, едно искуство. Би почнал со тоа што ти кажам дека грчкиот мудрец, антички древен мудрец уште пред, значи времето на Сократ по име Солон, рекол дека за еден човек дали бил среќен, па го парафризирам, ние може да кажеме само откако тој ќе умре. Во смисла на целината на неговиот живот, дали живеел во евдаимонија, значи тој концепт за среќа некој се преведува благосостојба. Значи живот според доблестите, тие неколку доблести кои што се ценат во антиката, значи и може да се погледне целиот живот според него, да се види дали за тоа е широка тема по името на евдаимонија и така натаму, Аристотел се занимава со тоа, да се види целиот живот и да се процени дали човекот живеел. Меѓутоа тоа не е среќа како што замислуваме ние како моменти на некакво чувство на среќа, туку тоа е квалитет на живот, значи живот на доблест пред се и така натаму. Од друга страна, подоцна има една мисла на Сократ кој што вели дека животот кој што не е испитан или проверен, не е вреден за живење, во смисла на саморефлексија, на самокритичност, погледнување на самиот на живот и во однос на Платоновата и Сократовата филозофија, тоа значи погледнување на доблестите на душата и така натаму. И мислам дека овој роман, овој текст функционира на овие две нивоа. Постои уште една фраза или мисла, идеја од времето на античката филозофија, поврзана е со Платон, каде што зборува за мелете танату. Не знам акцентот дали е на исправно место ставен, меѓутоа тоа е идејата дека целата филозофија, всушност, филозофијата ни помага да се подготвиме да умреме. И во смисла на тоа дека за Платон и за платонизмот тоа би значило да погледнеме на животот на душата, на интелектот, на разумот, на оно што е надвор од материјалното или животинското, биолошкото и така натаму, она што обстојува и по смртта, тоа е животот на душата, иначе филозофијата ни помага во таа себе рефлексија, значи интроспективност, значи размислување за тоа како живееме, дали живееме според доблеста, дали живееме во удоволување на сопствените желби и така натаму. И на сите три овие нивоа, всушност, Димитрije Дурацовски ја раскажува приказна и мислам дека можам да ги препознавам сите овие нешта во неговиот текст. Што сакам да кажам со тоа? На некој начин Дурацовски го отвара својот живот, овој пат многу подлабоко и поинтимно. Не само наблюдувачки, во смисла да го наблюдува оно што е околу него, може би тоа е поприсутно во Инсомнија или па и во последната книга во 3 по полноќ, која што се обсервации, наблюдувања, сеќавања на луѓе кои што се меѓу живите, кои што починале и така натаму, на случки и така натаму. Меѓутоа тука е едно многу големо навлегување навнатре. Значи, разголување, една интроспекција, една интимност, една ранливост, која што оди на многу длабоко ниво. Речиси, функционира романот на
како едно расчистување на сметките, едноставно медитацијо мортис, размислување за смртта која што не очекува, едноставно една ретроспектива на се она што се случува или се случувало во еден живот, во случајот на неговиот живот. Дурацовски во овој роман, во оваа негова приказна, се фокусира на неколку поголеми теми, меѓутоа сето тоа се врти или се разбива околу куќата и домот. И тоа не е некаков символичен, метафорички дом, туку буквално неговата куќа, која што неговиот татко во 50-тите години и неговата мајка ја градат во Струга, додека Дурацовски е многу мало дете. И всушност од самиот почеток на приказната, од самата изградба на куќата па до крајот на приказната, куќата е во центарот на целиот овој роман, на цела оваа приказна. Приказната на Дурацовски почнува во 50-тите години, кога тој е мало дете и живее со неговите родители, неговата помлада сестра во таа ново изградена куќа. Се навраќа и на животот на неговите родители пред да се земат, значи на моменти од нивната младост и така натаму. Моменти полека бавно раскажува за моментите на нивниот заеднички живот, на автомобилот на татко му, на еден момент кој што ќе се овековечи и ќе биде врамен во фотографија, кој што за секојаш ќе остане и ќе го прогонува тој момент, затоа што уште додека е дете Дурацовски губи неговиот татко, тој ќе почине и понатаму и до крајот на романот, иако таткото не е присутен, сепак неговото присуство се чувствува и насекаде, токму во тоа фалење, во таа празнина која што се чувствува низ целото растење и како возрасен човек. И важноста од таткото, од татковството, од таткото како фигура, чие присуство е важно во животот на децата, една од клучните и најголеми теми. Во овој роман навраќање, носталгија, моменти кога при растењето во тинејџерските години и младоста, кога се чувствува таа празнина и подоцна како што се развива приказната и љубовта станува една голема, огромна тема во овој роман, младишките влюбувања, дружбите во тие тинејџерски години, со гости што доаѓаат од Белград и роднини и луѓе кои што ги запознаваат таму, младишки влюбувања, писма, преписки, значи Дурацовски има цела, едноставно многу грижливо има зачувано голема, да ја наречам, архива и на предмети и на писма кои што ги вклучува, значи во овој роман има многу преписки, писма, песни и така натаму, предмети кои што се опишани и тоа додава една друга димензија на самиот роман. И љубовта е присутна, подоцна бавно се развива приказната. Значи, ја имаме идејата за домот, самиот град, како се развива градот, пријателствата, значи луѓето кои што ги има на овој свет си заминуваат и така натаму. И на некој начин го има во два правци се движи приказната, значи и на надвор, значи наблюдување на Струга, како се развива оно што се случува во градот, меѓутоа едно длабоко навлегување навнатре, едноставно, како што кажав, расчистување на сметките, една филозофска медитација и за смртта, и за како бил животот живеен. И оно што е фасцинантно е што, знаејќи дека во најголема мера ова се автобиографски моменти, затоа велам дека не е само обичен роман ова, туку е доживување, искуство и авторот ни дава да нам како читатели да бидеме сведоци и да посведочиме, да имаме еден поглед внатре во тоа како во една интроспективност и во преглед на еден живот. И на крај ќе сепак мислам дека и тоа се всушност домот, куќата, значи родителите, таткото, љубовта, опфатени се всушност сите големи животни теми, па и умирањето и смртта. И всушност ако размислиме, тоа се тие големи животни теми. И оттаму на некој начин е и привилегија како читател да може да се зирне, се погледне во овој автобиографски
текст и роман и да се види тој момент на интроспекција, на соголување, на ранливост, на длабока искреност во која што се отворени и слабостите и срамовите од минатото, можеби и таа носталгија и така натаму. Дурацовски е писател кој што знае да креира атмосфера. Веројатно тоа не се труди да го направи, тоа самото доаѓа. И јас кога го читам, можеби сум пристрасен на некој начин во смисла на тоа дека го познавам него лично и струга и тој контекст и некои од луѓето за кои што пишува во романот и мислам дека тоа се драги луѓе. Општо мислам да за стружаните тоа го мислам и можеби можам да ја почувствувам таа атмосфера. Меѓутоа не би рекол дека е само тоа, мислам дека таа атмосфера може да ја почувствува секој. И исто, и тоа мене многу ми значи, да речеме, исто како што да речеме кога го читам Мураками, има некаква атмосфера. Кога го читаш Мураками, тоа ти е јасно. И има одредена носталгија, меѓутоа носталгијата кај Дурацовски е можеби ненаметлива, скромна, значи таа не е носталгија заради самата носталгија за некакви подобри времиња и тоа многу ми се допаѓа. И на крај, всушност ако се погледне еден живот, ако го погледнеме сопствениот живот, авторот го гледа сопствениот живот, или ние погледнеме еден живот, всушност што го прави животот, што ја прави среќата, всушност таа евдаимонија. Дали тоа е живот на некакви авантури само или на големи успеси, она приказна што денес ни се продава дека само ги вреден е животот за ако успееш, ако постигнеш проценти и бројки, не знам, оставиш за себе не знам какво наследство или не знам што, меѓутоа не би рекол дека тоа е животот кој што е живот на евдаимонија, на среќа, на англиски се користи еден збор и flourishing. Мислам дека таквиот живот е живот во кој што си бил присутен во моментот, си имал способност и да бидеш присутен и да бидеш и самокритичен и да го наблюдуваш сопствениот живот искрено во однос на она што сметаш дека е трајно, што е доблес, што останува вечно и така натаму. Оттаму би рекол дека повторно ти кажам дека за мене беше повеќе доживување отколку читање на само уште една приказна, затоа што мислам дека ова е едно сведоштво, ова е едно наследство кое што се остава за еден живот кој што мислам дека е живеен со чувство за присутност во сегашноста, за една интроспективност, за чувство за како се развивал тој живот, на каде се движел и така натаму. Еден обичен живот затоа што повторно ќе кажам, тајната не е само во авантурите и во патувањата и во таквите нешта, нели, освојувањето на нови врвови или не знам што, туку да се биде присутен, да се погледне светот околу нас и да се погледнеме самите себе си, да се фокусираме на оно што е доблесно и на оно што останува вечно. Оттаму ви ја препорачувам оваа книга, значи за мене е драго, убаво искуство. Не заборавајте да стиснете лайк на ова видео ако ви се допадне, сабскрајб на каналот, може да ме најдете на Инстаграм, на Фейсбук, да ме поддржите и финансиски преку опцијата Buy Me a Coffee, линкот е и на Фейсбук и на YouTube homepage-от. Топло ви го препорачувам овој роман, понекогаш се враќаат од Димитрije Дурацовски. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!